Колку вие сте дел од ова карате дружење на младите и возрастните во градов? Една, да кажем, уба работа што градот подшара и широм Македонија наша, значи имаме толку добри каратисти, репрезентативци на Македонија, што са во врвот, можем да и напомнам одма сега, Наташа Стефановска, која е трета на светско првенство, таа е потекна од нашиот клуб и ние ја препуштивме на Мак Петро и таа е сега во светското карате и тоа јас се гордием како моја ученичка и нашиот град се гордее, додека и сестра е Моника, мислиме, што се надвор од тето кажувам, додека нашата хронологија, да кажем, на моите каратисти, са плејада многу деца, да испомнем овде Кирија Кула Стефановска, Маја Кировска, Александар Стојчевски, Бојан Бојаровски, неуспешен од сите каратисти, Бобан Савевски, Никола Васовски, во карате клубот Љуботен и понатака работи со сите деца, со сите категории, значи од млади популација, од млада популација, од 7 години понатака до ветерани. Сте почнале вие како тренер од 72-та година. Колку од тие деца и натаму продолжија да се бават и професионално со каратето, не само заради хоби или заради одредено време да бидат со каратето? Сега да ви кажем, на ова прашање е малу по мене, праксата го кажува, не само за тето го кажувате ви, за цела Македонија општо. Значи, прво, од 45 клуба во Македонија, ова зборим за 72 година, од тие клубови мие, значи, 5 клуба, меѓу нив е и Љуботен, другото е све умировање. Значи, дете кој ќе стане, дали ќе добие зелен пояс, или браун, или црн, ќе земе, ќе се оформи карате школа. Тоа е уреду. Ама тие не издржуваат долго. Може 5 години, а еве до 25, до 30, али како мене сега, 63, 64 години. Ние смо тројца у Македонија. Сега има тренери млади, али не издржуе до крај. Тој завршуе кариерата, каве, такмичари, мои репрезентативци. Примерно, имам 3-4, се емиња да не кажуjem, наставник ќе отворим клуб ја. Ако? Викам, отвори ти клуб, али викни ме мене, искуството да ти го каже. Али во Јапонија, толку се почитува тој стариот мајстор, му се клања на секој поглед, со сите перформанси, како учител, он го воздигнал да направи, да биде личност. Учеников, разбирате? Се вратиме на монографијата. Колку време ја подготвувавте и што се во неја е содржано? Монографијава, да ви кажем, едно 4 месеца ја подготвував, барав слики од архивата моја, од пријатели некои деца што сум ги зел, од весниците од Македонија, што имам. Значи, оваа книга е како да кажем, едно дело, една енциклопедија, сликовита е ова. Значи, не е толку напишан труд, ја можемо се вторава книга ќе биде без слike, да речемо, научно. А ова е сите деца да ги прикажем, да не биде заборав. Тоа слика ка слика ќе фрли, а книгата останува вечна. Значи, овде се опфатени сите деца, сега може нека ми греша некој, може ја грешим, лапсус, не можем на сите да ги напишем овде у книгава. И ово го зборим. И таа книга се напиша со помош со рецензентот од Атанас Филиповски од Скопје. И еве, таа книга ја издадовме, ќе добијат сите каратисти во сабота на промоцијата на книга, кој ќе гледа сега од телевизија Менада, ги поканувам, сите ќе да добијат и вие како вашата куќа.